Семејното насилство е долгогодишен проблем со кој се соочува државата, а гласното зборување за него е клучно за подобрување на институционалниот одговор и спречувањето трагични случаи, изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Денеска тој организираше тркалезна маса на тема предизвици во обезбедувањето поддршка и заштита на жртвите на насилство врз жени и семејно насилство. На настанот присуствуваа представници на институциите кои разговараа за начините како системот на заштита да стане побрз и поефикасен. Се надевам дека ќе донесеме заклучоци кои ќе се имплементираат и со кои ќе се постапува побрзо и поефикасно во секој конкретен случај. Најважно е жртвата навреме да се изолира од насилникот и да биде безбедна, рече Тошковски. Министерот нагласи дека клучен приоритет е насилниците брзо да се отстранат од средината каде се наоѓаат жртвите, особено кога се вклучени и деца. Тој информираше дека синоќа били уапсени 2 лица осомничени во 2 одвоени случаи на семејно насилство. Во врска со случајот со Ивана Јовановска, која пред неколку дена скокна од балкон заедно со својата 6-годишна ќерка, министерот посочи дека во полицијата биле поднесени повеќе пријави, но тие биле повлекувани од страна на жртвата. Тоа е еден од најголемите проблеми со кои се соочуваме. Жртвите често се под силен притисок од насилникот. Дури и кога пријавата се повлекува, работата на полициските службеници не треба да заврши. Потребно е да се направи проценка на ризик и да се преземат соодветните мерки, согласно процедурите, истакна Тошковски. Министерот апелираше до граѓаните доколку имаат сознание за семејно насилство, да ја информираат полицијата, за институциите навремено да реагираат и да ги заштитат жртвите. Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста за законските измени поврзани со управната постапка за возачките дозволи и извршувањето на санкцијата забрана за управување со моторно возило, изречена со правосилни судски пресуди. Според новите одредби, забраната повеќе нема да се впишува физички во возачката дозвола, со што се укинува и обврската за плаќање за издавање нова дозвола. Наместо тоа, МВР воведува дигитален систем за известување преку SMS пораки и електронска пошта. Известувањето се реализира во 2 фази. Првата порака која граѓаните ја добиваат приближно 7 дена по пополнување на изјавата со контакт податоци, содржи информации за видот и времетраењето на забраната. Втората порака се испраќа 8 дена подоцна. Токму од моментот на незиното добивање започнува да тече забраната. Од МВР нагласуваат дека санкцијата не започнува од денот на пополнување на изјавата, туку исклучиво по приемот на втората SMS порака. До сега, според новиот начин на извршување, реализирани се над 3000 забрани. Министерството апелира до сите граѓани кои добиле порака да ги ажурираат своите контакт податоци, број на мобилен телефон, емаил адреса за правилно и навремено известување. Дополнително, санкцијата ќе се применува и за оние кои се обидуваат да го избегнат незиното извршување, доколку МВР располага со нивните контакти. Извршувањето на забраните констатирани преку системот Безбеден град исто така се известува на истиот начин. Од МВР посочуваат дека со овие измени процесот станува побрз, поефикасен и значително се намалуваат административните процедури за граѓаните. Медицинската документација, рецептите, упатите, извештаите и здравствените регистри ќе се водат дигитално, а хартиената документација ќе се користи само во исклучителни ситуации, најави министерот за здравство Азир Алиу. Ова е дел од измените и дополнувањата на законот за евиденциите од областа на здравството, со кој се прави значаен чекор кон целосна дигитализација на здравствениот систем. Една од клучните новини е воведувањето на електронското здравствено досие за секој пациент, кој ќе представува централен извор на сите здравствени податоци. Од резултати, од прегледи и упати до рецепти и телемедицински услуги. Граѓаните ќе можат да пристапуваат до своето досие преку електронски портал или мобилна апликација, со јасно утврдени правила за малолетни лица и можност за овластување на друго лице. Нашата цел е здравствените податоци да се водат модерно, безбедно и поврзано, со што ќе се подобри квалитетот на здравствените услуги. Со ова законско решение кое деновиве ќе биде поставено на ЕНЕР, се надминуваат досегашните ограничувања и се овозможува целосно електронско водење преку Националниот систем за електронски евиденции во здравството Мој термин, појаснува Алиу. Законот предвидува техничка и семантичка интероперабилност на сите здравствени информатички системи, со сертифицирање на системите и задолжително евидентирање на секој пристап до податоците,
со цел поголема безбедност и транспарентност. Министерот посочи дека измените се делумно усогласени со најновите европски регулативи во областа на дигиталното здравство, вклучително и регулативата за европскиот простор за здравствените податоци. Во финална фаза се измените на 12 закони од областа на здравството, кои веќе се поставени на ИНЕР, меѓу кои закони за здравствена заштита, заштита од пушење и здравствено осигурување, како и новини во Законот за заштита од заразни болести, со нагласок на дигитализацијата. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изјави дека нема да има договор со Иран, освен со безусловно предавање на сегашниот режим. Трамп додаде дека по предавањето и изборот на одлични и прифатливи лидери, Соединетите Американски држави и нивните сојузници ќе работат на враќање на Иран од работ на уништувањето, правејќи го економски поголем, подобар и посилен од кога било. Американскиот председател заклучи дека Иран ќе има одлична иднина. Вчера Трамп исто така порача дека врховниот лидер на Иран, Али Хамнеи, не треба да биде наследен од неговиот син, Моџтаба Хамнеи, кого го опиша како лесен, додавајќи дека САД сакаат некој што ќе донесе хармонија и мир во Иран. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Иран веќе загубил се и дека евентуална копнена офанзива на САД би била губење време. Немаат воздухопловни сили ниту воздушна одбрана, сите нивни авиони се исчезнати, нивните комуникации ги нема, ракетите им ги нема. И покрај тоа се справуваат прилично добро. Реков што им остана, но тие се жилави и сакаат да се борат, изјави Трамп. Од друга страна, Иран ја негира можноста за преговори или прекин на огнот. Министерот за надворешни работи Абас Аракчи предупреди дека американско-израелската офанзива не ја постигнала целта и дека евентуална копнена акција би била катастрофа за сојузниците. Во меѓувреме се појавуваат информации дека илјадници ирачки курди се подготвени да упаднат во Иран и да предизвикаат бунт против режимот во Техеран. Израел денеска продолжи со напади врз Иран и Јужен Либан. Соопштено е дека со 50 авиони бил уништен нов подземен бункер наменет за ликвидацијата на ајатолахот Хамнеи, кој не бил употребен. Времето утре сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Во Скопје претежно сончево време, со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. В недела и понеделник предпладне ќе преовладува променливо облачно и малку посвежо време, со слаби локални врнежи од дожд. Од вторник следува период на стабилно време со услови за појава на утринска магла по котлините. Дневните температури ќе бидат во благ пораст.